Благодарам, подпредседателе. Почитуван колега Зендели, во вашиот говор изразивте изненаденост од одлуката на партијата Алијанса за албанците за влегување во влада во период кога самото мнозинство има проблем со бројките, а владата има проблем со себе и со резултатите од нивната работа. Целата оваа приказка за ова циркус Медрано реконструкција што се случува во моментов пред очите на целата јавност се води на крилата на некоја европска агенда, некоја агенда за европска иднина, но треба и сами да се запрашаат и по она што го кажавте вие како аргументи во вашата дискусија, каква е таа европска иднина кога 70% од граѓаните немаат доверба во оние кои ги водат, немаат доверба во владата и сметаат дека државата оди во моментов во погрешна насока. Имаат огромни проблеми внатре во нивните партии. Појувањето на така наречена огнена група која секојдневно гледаме собира на вистина голем број на поддржувачи од Демократската унија за интеграција, што голем дел од партиите кои се во власта не можат да соберат толку многу поддржувачи што го гледаме од секојдневните митинзи. Гледаме изјави на подпредседателот на партијата Меджити дека не се согласува со оваа криминална работа на дел од министрите и вице-премиерот Груби во владата. Тука имате проблеми и во редовите на Социјалдемократскиот сојуз, каде што подпредседателката Лукаревска дава изјави од типот институциите не постапуваат по своите овластувања и тоа е причината поради која Македонија е во беззаконие. Ваквото владење вели доведува до процветување на сивата економија која е на многу високо ниво од 33%, повисоко ниво отколку Албанија, Косово, кој има 28-29%. И каква иднина европска кога нудите на граѓаните, кога внатре во вашите партии, во вашата коалиција имате огромни вакви проблеми. Кога сите амбасадори на најмојкните земји во државава ви кажувате дека сте заглавени не догуша, туку и уште повисоко во криминал и корупција и дека што побрзо треба да го решите. Вие не сте способни да го решите, затоа треба предвремени парламентарни избори. Тоа се решението за овие проблеми во кои ја донесовте државата. Благодарам.